Цистерната која вчера се преврте на излез од Неготино е одстранета од местото на несреќата. Наодите од полицискиот увид се уште не се готови. Излекувањето на горивата траело цела ноќ. Возачот има мали надворешни повреди од ударот и од денеска е на боледување. Негов колега и представник на синдикатот за еден ТВ вели дека возачот тргнал на пат на 15 април во 7 часот наутро. Доставувал горива на бензинските низ државата, а вечерта тргнал за Солун. Таму чекал да ја наполнат цистерната и веднаш тргнал назад. Секунда, дел од секундата, дали дефект нешто на возилото, дали некое животно има претрчано пред него за да не дојде до некоја поголема, да се избегне штета и дел од секундата и настанала несреќата. Се вози неколку сати повише од дозволеното. Возачот вели дека неговиот колега возел со 2 патни налози. Надлежното лице во Оилко со кое вчера стапивме во контакт, Дејан Левевски, иако најави дека денеска ќе одговори на нашите прашања, тоа не се случи. И писмено го прашавме зошто возачот бил испратен со 2 патни налози и зошто возачите на Оилко возат повеќе часови без одморот што е законски пропишан. Неколку дена пред несреќата во компанијата била направена контрола од транспортниот инспекторат, а проверки прави и трудовиот инспекторат по поднесени представки од гранковиот синдикат Суткос. Инспекцијата ја потврди и возачот. Со 2 налога, едниот за Македонија, другиот за Грција и така. А дали е дозволено со 2 налога да се пушти на пат? Пред неколку дена синдикатот Суткос имаше реагирано во Министерството за транспорт и врски, беа инспекторатот од Министерството за транспорт и врски, увидоа некои работи и неправилности, меѓутоа со цел за да не дојде до вакви несакани и немили настани, меѓутоа сепак се случи. Од инспекторатот за транспорт за еден ТВ вела дека е изготвен записник во кој се констатирани неправилности и се наложени конкретни мерки, без да ни соопштат за какви мерки станува збор. Од трудовиот инспекторат пак вела дека нивната истрага се уште е во тек и дека се прибираат дополнителни информации. Во представката која Суткос ја испратил до инспекторатите се наведени повеќе прекршувања на работничките права, но најголем акцент е ставен на прекршување на работното време за возење, бидејќи со оглед на запаливата материја која се превезува, цистерните се подвижни бомби кои би можеле да ја загрозат и општата безбедност, наведува синдикатот.